СДСМ од Штип на пресконференција излегува со реакција против јавното предпријатие ИСАР во врска со наплатата на ѓубретарина, градско зеленило и канализација. Тие наведуваат дека јавното предпријатие ИСАР нелегално им дела договори на жителите во населбата Балканска, а не им обезбедуваат чиста вода за пиење на жителите во ниту една приградска населба. Во овие договори не е наведено колкава ќе биде сумата, односно колку тоа ќе ги чини граѓаните и по која одлука на Советот на општина Штип ќе се врши наплатата. Ова е незаконска постапка на незаконски поставениот ВД директор на јавното предпријатие ИСАР. Дополнително, од граѓаните се бара да плаќаат за канализација, а сите фекални води од населбата Балканска, како и од населното место Чардаклија, наместо во градскиот колектор, истекуваат директно во реката Брегалница, на неколку метри од самата населба. Јавното предпријатие ИСАР по обвинувањето на СДСМ изјави дека тие подеднакво се грижат за сите граѓани. Тие се вклучени во канализационата мрежа. Еве ние од неодамна веќе направивме и за 32 куќи кои што не беа вклучени во канализационата мрежа, направивме канализационен систем. Остана уште неколку куќи и тие ќе ги вклучиме, таму немаме склучено договор бидејќи не се вклучени во канализационниот систем. Овде имаше доста пати за пушување на самата канализација, ние редовно излегуваме и ги чистиме, секој пат интервенираме. За тоа услуга не наплаќаме. Исто така како јавно предпријатие во ова населба редовно ги косиме тревните површини, го изфрламе сметот, така да секој домаќинство, секој стан треба да си направи договор со јавното предпријатие ИСАР, со одлука на совет е цената утврдена за наплаќање на канализацијата кој што е секаде во целата општина и овде важи истата цена. Со одлука на совет ние склучивме веќе голем дел на договори со граѓаните и граѓаните може да бидат сигурни дека навремено ќе бидат сервисирани сите нивни услуги. Сакам од овде да упатам еден апел до сите граѓани на Балканска дека СДСМ кога беше на власт во Балканска не закова една шајка. Не се направи ништо. Односно, уште повеќе беше населбата и запустена, ништо не се интервенираше. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев изјави дека граѓаните на населбите Балканска и Македонка до нова година ќе бидат вклучени на градскиот водоводен систем, а понатаму овој проект ќе се реализира и во Чардаклија.